плачат, зашто тие ќе се удржат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилуваат. Добро вечер. Почитуван професор доктор Данчо Марковски, амбасадор на Република Македонија во Тирана, Република Албанија. Почитуван господин Златко Ориџановски, директор на Македонскиот културно-информативен центар во Тирана, Република Албанија. Почитуван господин Никола Ѓурѓај, претседател на Македонско друштво Илинден. Почитуван господин Незир Меча, подпредседател на Македонското друштво Илинден. Почитуван господин Юли Халилај, подпредседател на Македонското друштво Илинден, Ограно Голобрдо. Почитувана госпоѓа Елса Џелили, координатор на Македонското друштво Илинден за округот Елбасан. Дами и господа, почитувани посетители, добредојдовте на отварањето на фолклорниот фестивал на македонското малцинство во Република Албанија 2022. Македонскиот фолклор бил создаден и траел со векови. Тој ни овозможува да разбереме кои сме ние, македонците во Република Албанија. Познавањето на фолклорот значи познавање на сите духовни и материјални богатства на народот. Народниот живот е представен преку традиционални костуми, адети, ритуали и приказни. Но несомнено најмокрите, најизразените и најприродните алатки кои човекот никогаш не ги напуштал без оглед на времето, местото и возраста се народните песни и игри. Сценската изведба на народната музика создава нови културни перспективи. Токму со овој фестивал се отвора можност за презентација на изворни и автентични содржини. Ќе имате можност да ги проследите изведбите на македонската фолклорна група од Голобрдо со македонски традиционална ора од областа Голобрдо, македонската фолклорна група од Мала Преспа со македонски традиционални ора од областа Мала Преспа, македонска фолклорна група од Гора со Нибет и македонски традиционални ора од областа Гора, како и настапите на театар Скрп и утеха од Скопје, Македонија со сцени од професор доктор Тихомир Стојановски. Ве молам со огромен аплауз да ги поздравиме нашите учесници. Со особено задоволство ве поканувам да ги проследиме изведбите на учесниците на вториот фолклорен фестивал на македонското малцинство во Република Албанија. Честа први да го отворат фестивалот ја има театарот Скрп и утеха од Скопје, Македонија, сцени од професор доктор Тихомир Стојановски. Браќа, сестри, убаи луѓе, златни луѓе, развејте ги барјаците наши на првите цидини. Се уште се слуша гласот идат, но јазикот ним ќе им се затре ако не умеат да ја пеат, да ја живеат, да ја глаголат љубовта. Никола, синко, доста со таа Македонија, ги нервираш таму некој. Македонија па Македонија. Ние не зборуваме за нација, ние не зборуваме за граници, ние зборуваме за духовна состојба. Запомнете и вистина ви велам, македонец е човек кој со љубовта победува. Се што диши, нека го слави Господа. Со зурли, со тапани, со навли, со свирли. Каде сте ме мишевци да затопате со топаните? Сенав Мурсел, више село, хај, хај. Или Бајро, стани Бајро, невеста те чека. Или другата, не продавај коња Дорија. Сама ќе си дојдем при тебе, гладна и жедна за тебе, гола и боса по тебе. Зборува за љубовта која никогаш не престанува. Ако љубов немам,
ништо не сум. Македонија е една голема љубов. Ние ќе пееме, ќе играме, ќе свириме. Позната е поговорката во Македонија: немој да свириш, немој да играш, немој да пееш, ќе те надсвират, надиграат, надпеат, но немој ни да љубиш, со што ќе те надљубат. Ние зборуваме за духовен исчекор, за Македонија која не може да се распне и да се уништи, која само ќе ја размножи и расплоди љубовта. Се сеќавам на стиховите на Миранда Шутина од Голобрдо. Одеа вака: Голобрдо, мои се твоите песни, моја е твојата радост и жаль. Срцето ми вели: пеј, пишувај, радувај се. Сурли, тапани, навли и кавали зафаќаат славите македонски. Да победиме, да останеме, да пишуваме со љубов во срцата на сите. Пишано е: ако некој те удри по десниот образ, заврти му го и другиот. Како да го направам тоа? Едноставно, дојди во моето срце, Создателу мој, Господи, научи ме да победувам со љубовта. Македонец е човек кој пее, плаче, се радува и пак продолжува и го повикува Бога. Ребека Вест, американска новинарка, во една книга ја дава дефиницијата за македонската култура. Тоа не е технички трик, туку духовна врска со небесниот Создател. Тоа е Македонија. Затоа се дадени стапките, ората, песните, носиите, славите. Еве деновиве ние повторно застануваме пред Бог, се преплетуваат празниците, католиците слават еден ден, православните друг, муслиманите се во пости, сите се сеќаваат дека има горе некој што дава љубов и не тера да се љубиме еден со друг, да не поставуваме граница во човечкото срце, како што може да има македонски фестивал во Албанија. Дај Боже да може на целиот полуостров, кој до 27. март 1901 се именуваше македонски, да можеме со култура да се надпреваруваме. Не со мраза, не со нељубов, да бидеме оние кои ќе чекорат во духовна состојба, во љубовта која никогаш не престанува. Се вели: љуби го непријателот свој, благословете ги оние што ве колнат, правете им добро на оние што ве мразат и молете се за оние што ве навредуваат и гонат. Можеш ли, македонецо, и денес да го завртиш другиот образ, да ги пееш песните со сето срце, да тагуваш и да се радуваш, како онаа песна, ја знаете, за село Загоричани, која ние ја пееме на свадбите, вистински настан во кој се убиени луѓе, покажува само како се простува, како се љуби, како љубовта може да надрасне, да победи, да пораснеш во духот, да влезеш во Царството Божјо, кое никогаш не престанува. Има земна историја која е менлива. До некоја година тамо било едно, сега е друго, се менуваат границите, луѓето се тепаат и се мразат. Ова на земјата е минливо. Тоа што не завршува е љубовта. Апостол Павле, љубовта никогаш не престанува. Како да останам во таа љубов? Љубовта не го помни злото. Простете и ќе ви биде простено. Не судете за да не бидете судени. Го има во сите Божји книги. Го знаете, ни една книга, ни една патека што е вистински и води кон небесниот татко не зборува за омраза, зборува за песни и ора. Зборува за љубов, за дактилите, да се радуваме, да пееме, да останеме љубов, да останеме духовни суштества, да се движиме од материјалниот свет кон духовниот. Ова е вториот фестивал. Од првиот до денес поминаа 2 години. Татко Небесен, отвори ги срцата
и на албанските политичари ова да стане традиционален фестивал, да го поддржува Македонија, како што во Македонија е слободно и овде да биде слободно, да се дружиме, да се надпреваруваме со култура. Нема потреба од граници во човечкото срце, нема да има потреба од граници ако ние се почитуваме, се надпреваруваме со култура и ги пееме песните. Долго време ги посветувам овие луѓе и душата ми се радува и ми пее кога ќе се видам со преспанците, кога ќе се видам со македонците од гора, од Голобрдо, сум ги посетил сите краишта, дури и помаците на Родопите. Кога тие ќе ви го отворат срцето, вие стоите човек со човек, брат со брат, лице в лице, срце в срце. Ете, тоа е македонската култура. Ние мораме да победиме, да останеме, да пораснеме, одново да се родиме во љубовта. Рампа, рампа, сега ќе затупаат мемишевци од гора, Сенав Мурсел, више село, Голобрдо, мои се твоите песни, се провикнал бел трендафил од балконот Мала Преспа. И насекаде, песната која не сопира, песната која ве преобразува во љубов, песната која ве учи да нема граници во твоето срце. Македонио, ти си една духовна категорија, духовна состојба која не може да се избрише. Затоа што преминува во вечната љубов, но само ако простиме, ако го завртиме другиот образ и ако научиме да се љубиме еден со друг. Ете, тоа е поентата. Апостол Павле, да зборувам на сите човечки јазици. Ако љубов немам, ништо не сум. А јас останувам да имам љубов, да бидам македонец кој го повикува Бог и кој пее со сета душа и срце, и ќе останам така додека трајам на ова земно траење, за да се пресоздадам и родам во Божиото царство, во љубовта. Да сте живи, здрави и благословени, силата на љубовта со вас, македонци, убај души што пеат и се радуваат. Амин. Наред е македонската фолклорна група од Гора, кои ќе се представат со нибет и македонски традиционални ора од областа Гора.
Во наредните минути ќе имате можност да уживате во настапот на македонската фолклорна група од Голобрдо, кои ќе се представат со традиционални македонски ора од областа Голобрдо.
Наредните минути ќе го проследите настапот на македонската фолклорна група од Мала Преспа, кои ќе се представат со македонски традиционални ора од областа Мала Преспа. Blaženi se oni što plaćat, zašto ti će se udržat. Blaženi se milostivite, zašto ti se pomiluvani. Blaženi se čistite po srce, zašto ti će go